Деновиве во Скопје онлайн се одржува школата, второто издание на школата за курирање, која што е меѓународна. Овде со мене се Билјана Тануровска-Ѓулавковски и Славчо Димитров, кои што ја организираат и ко-курираат оваа школа, така што повеќе би дознале од вас, Билјана, на почетокот, зошто е потребна оваа школа, како се одлучивте да ја организирате и што беше мотивот всушност за нејзиното организирање? Благодарам на поканата, предсе Сашка. Идејата за оваа школа потекна по 2-годишни истражувања и практично дојде од полето на изведувачките уметности, современите изведувачки уметности, каде што долго време ние действуваме. И е збир на идеи кои што се соединети од различни партнери, универзитети, 2 универзитети, едниот во Загреб, другиот во Стокхолм, и 2 организации кои што се бават со неформално образование, Локомотива и Танцфабрик во Германија. Ние сметавме дека во ова поле почнува да се развива тој дискурс околу и за курирање во полето на изведувачките уметности, но исто така сакавме да го доближиме она знаење кое што се наоѓа во таа независна сцена или во тој сектор, кое што го поврзуваме со различни исто знаења кои што доаѓаат од соединување со активизмот, самоорганизираноста и така натаму. Меѓутоа и со отварање на теми кои што ги немаме овдека во нашето неформално образование, а тоа се теми како, не знам, екологија, понатака квир, имагинарни, социјални хоризонти, тоа се едни. Потоа зборувавме за политика и демократија и така натаму. Сето она кое што сметаме дека може на некој начин да се поврзи не само тематски, туку и практично во креирањето на проектите кои што се поврзани со курирање и изведувачки уметности. Меѓутоа, исто што е важно да понудиме еден интердисциплинарен пристап и соединување на полињата, затоа што сметаме дека денеска е важно за кои искуства доаѓаат од одредено поле, но уште поважно е кога истите тие ќе се соединат во некаков поинаков преглед на тоа кое би било и како би требало да се гледа, развива полето во кој што се развиваат современите уметности денеска. Што добиваат учесниците на оваа ваша школа? Учесниците на оваа школа имаат можност пред се да се видат со различни колеги од Бангладеш, не знам, до Канада, Ванкувер, и да учествуваат на неколку семинари. Еден семинар кој што го водеше Сузана Милевска, една работилница, овие се подолги, да кажам, начини на тоа како се изучуваше. Друг е Данаe Теодориаду, која што е колешка од Солун, и различни предавачи како Амелија Джонс, Доминик Джонсон, Кристен Мар, кои што доаѓаат од различни универзитети низ светот, меѓутоа и да имаат можност да се запознаат со наши куратори од регионот, меѓународни, но и овдека кај нас, и уметници. Така да имаме еден дел од програмот кој што се вика разговори со уметници и со куратори. Во последно време, не само во последно, но еве се говори за воведувањето на критичкото мислење и во наставните програми и воопшто во примањето на знаењата. Не само на факултетите, уште од средните училишта. Како оваа школа се поврзува со овој тренд? Школата со овој тренд се поврзува прво на тематско ниво во кое што курирањето се изнесува од оној што е некој формален и традиционален контекст, не само во смисла на тоа дека предмет на курирањето кое што ние го анализираме и учиме во рамки на оваа школа се изведувачките уметности, туку и изнесување на процесот на курирање надвор од институционалната рамка или од она што е занимавање само со објекти, уметнички дела и нивно изложување или грижа за истите дела, односно расфрлање на некој начин на курирањето во еден поширок општествен контекст, кои што ќе ги во себе обедини и критичките теории, кои што се наактуелни во 20 век, меѓутоа и длабоко ќе се занимава со прашањата на локалните социополитички и културни контексти, со прашањата на заедницата, прашањата на демократијата и општествената прогресивна или емансипаторска трансформација. Така да на тоа ниво
едно првично ниво веќе оваа школа внесува една критичка димензија. Но она што е клучно се овие други елементи кои што ги споменав, а тоа е фокусот на и Билјана, како што спомена, фокусот на интердисциплинарниот пристап, на современите критички теории кои што ја дефинираат воопшто и областа на историја на уметност, на изучување на визуелната уметност и курирањето и така натаму, и длабокиот сериозен ангажман со сегашноста, критичкиот ангажман со сегашноста, која што го става не само уметникот, туку и кураторот во една исклучително, да речем, ризоматска позиција во која што ја има должноста, одговорноста не само кон уметничкото дело или кон уметникот, туку и кон поширокиот контекст и можноста за креирање на нови ситуации, настани кои што ќе доведат и до промена во тој контекст. И на тој начин школава представува свој виден и алтернативен пристап кон образованието споредбено со контекстот во кој што сме ние, контекст во кој што и во рамки на лековното образование и во рамки на она што е, да речеме, танцово образование кај нас или театарот, отсуствуваат овие прашања, отсуствува се сериозниот ангажман со современите теми и теориски и критички, меѓутоа и општествено важните теми, меѓутоа и новите начини на кои што се продуцира уметноста и културата во светот. Ние имаме тенденција оваа школа да стане дел во форма на курикулум или во форма на некој модул во рамки на формалното образование, и на тој начин да внесе промена таму, внатре, постојниот институционален контекст, но сега за сега останува една критичка алатка која што нуди алтернативни форми за образование во оваа област која што е едва чепната во нашиот контекст. Од една страна и перформативни уметности кои што се исклучително малку застапени во уметноста кај нас, а од друга страна и прашањето на курирањето на тие уметности со теорија, меѓутоа и со активизам. Благодарам многу.